Во денешната општествена сцена сакаме да поразговараме со Владимир Плавевски, кој што напиша еден интересен роман и кој што неодамна излезе деновиве во издание на Арс Либрис, а се работи за за интересна приказна од старото Скопје, она предземјотресното, и се работи за, колку што успеав да разберам, вистински лик, боксерот Шуре Катилј, што го викале. Па дали го имаме господин Плавевски на линија? На линија сме. Да, добро утро, како сте? Па, сосема добро. За приликите, се надевам дека и вие сте добро. Да, ви благодарам. Што беше мотивот да го напишете овој роман? Вие сте познат и предходно како еден вид хроничар на Старо Скопје во вашите романи, во вашите раскази, пишувате за Старо Скопје, но еве конкретно за овој роман, што беше мотивот? Дали правевте истражувања, дали се повикавте на некои ваши лични сеќавања? Па, во добар дел романот е вистински, се работи за лик кој што постоеше. Тоа е од предземјотресно Скопје, кога јас живеев во Ново Мало. Ново Мало е дел од Скопје, некаде во центарот, зад Веро. И тука, во тој период, значи некаде пред земјотресот, еве и на денешен ден поплавата е годишница од 1962 година, животот се одвиваше доста скудно, се живееше маоски, односно владееше поговорката дека комшијата е најголем роднина, бидејќи ако имате некој проблем, комшијата прв ќе ви помогне, односно вие него ќе му помогнете. Во едни така услови на еден заеднички, така наречен маалски колективизам, бидејќи во тогашно предземјотресно, да кажеме предпоплавеното Скопје, во Скопје постоела мала, кои што уште се така означени, кои што живеела свој маалски живот, не се мешаа со другите, младите имаа своји, да кажеме, групи или банди со своји водачи, кои што ги пазеа малата. Ако дојде до некој ексцес, се развиваа тепачки, па групни или поделни и така натака. Еве, например, како живеевме, немавме во куќите од плитарки, нели, што беа ниски и овако, немавме вода зима, одевме да полниме од чешма, керумба кафана, така наречена. Струја од време на време имаше, повеќе немаше. Леп се купуваше на фурна, во Турканица, во Гранап, кога одевте за купување на намирници веднаш после први, кога родителите зима плата, нели? Се ствараше голем ред, како сега, што се овие услови на ковид создава пред банките. И така, едно кажете ми повеќе за приказната во романот. Аспект, меѓутоа од, да кажеме, друг социолошки аспект, луѓето беа едни со други многу поврзани, вие знаевте буквално све за вашите соседи или они за вас, и се наоѓавме едни со другите и си помагавме. Тоа е тој живот, што беше... Господине Плавевски, кажете ни нешто по-конкретно за приказната во романот, за овој боксер Шуре Катилјот, што го викале. Па, приказната одамна се врти во мене. Имавме малски тепач, кој што имаше малски прекор Шуре Катилјот, затоа што работеше во кланица и таму во кланица работел како колјач на говеда, на животните, нели?
а беше многу незгоден по табијет и предизвикуваше стално тепачки. И често пати завршуваше поради тепачките во затвор и последниот пат директорот на затворот, според негово кажување, му рекол: "Шуре, дај доста, престани, ќе окапеш у затвор, пошто сакаш многу да се тепаш, запиши се во боксерски клуб." Он имаше Алексија, да е неспособност да разбере што е напишано, а ние бевме соседи преко 2-3 врати и дојде кај мене, јас да му читам за боксерите, како се, шо се, па заедно со него отидовме на стадион, таму се запиша да тренира бокс и така натака. И сега не ја отвараме целата Така е, да приказна. оставиме нешто да прочитаат и читателите. Сакам да ве прашам, господине Плавевски, вие освен што долги години се занимавате со пишување, се занимавате со фотографија, вие сте по професија всушност лекар. Па сакам да ве прашам, еве во овие пандемиски времиња, како се заштитувате, како ви поминува времето, дали работите или немате желба еве во овие пандемиски времиња да се посветите евентуално можеби на некој нов роман? Па јас скоро стално пишувам сега, откако почна пандемијата, ја до сега имам напишано 3 романа. Да разбирате, не шетањето, не излегувањето надвор и намалувањето на врските према пријателите и соседите, нели, ве изолира дома. И пошто компјутерот ми е еден од сега најбитните домашни потрепштини, седам ми пишувам и боксерот додуше го напишав пред ковид пандемијата, а напишав 3 романа еве од како почна пандемијата, па ќе видиме во следната година околу нивните објавувања. И уште едно прашање за крај, дали мислите дека малку се пишува за Старо Скопје? Нели, сакаат сите да се повикуваат на тоа Старо Скопје како изгледало порано пред земјотресот? Дали мислите дека е доволно и историски и литературно обработен овој период од животот на градот? Не, за жал многу малце, би набројал 1 до 20 писатели кои само спомнуваат нешто за околу Старо Скопје, а еве мене ми беше поттик, да кажеме, и свесен поттик, ја мислам може би повеќе и подсвесен, сето оно што сум го доживеал во детството, во предземјотресно Скопје, да го прераскажам, бидејќи исклучително занимливо и предизвикува внимание кај читачите. Како пример е што, еве, например, мојот роман Јадица во 2013 година ја доби престижната награда роман на годината на Утрински весник. Така да, иако пишувам и некои други особености тематски, сепак еве пак се фаќам дека овие нови романи што ги напишав пак се вртат околу Старо Скопје. Мислам, еве на тој начин го освежувам Старо Скопје, например преко раскази, ја доста пишувам раскази и романи. Имам дури, еве, бидејќи денеска е денот кога Скопје беше поплавено, имам напишано околу 3-4 раскази за поплавата во Скопје кога се случи и како тоа се одрази на луѓето. А посебно имам пишувано и за земјотресот во Скопје, романот Земјотрес 517, кој испадна пред 3 години, во кој што практично главниот јунак на романот е земјотресот, кој што ги пореметува меѓучовечките односи, посебно преко
едне младич и девојка кои што се влюбени во Скопје, во Ново Мало, меѓутоа земјотресот ги разрушува сите тие нивни однесувања и ето така, нека го прочитаат. Да. Се наоѓа во книжарниците, земјотрес 5-17 се вика, да прочитаат како беше, бидејќи јас го преживеав и ја видов многу добро и поплавата, земјотресот исто така го преживеав, се тресев и сите настани што беа после земјотресот, бидејќи практично Скопје беше целото разрушено, па ме бидејќи бев тогаш прво и клас гимназија, заедно со брат ми не пратија на евакуација дури во Словенија, па и за тоа имам напишано роман кој што Така, има многу приказни во вас, многу приказни има, ние се разбира ќе се слушнеме. Тоа е опишано, на некој начин минатото уште ме прогонува и се надевам дека ќе излезат уште повеќе мои дела со предземјотрес во Скопје. Ви благодарам многу што одвоивте време да разговараме малку во утрински брифинг. Се разбира и повторно ќе информираме и за вашите нови дела. Тоа беше Владимир Плавевски во утрински брифинг.